почитувани представници на медиумите, како што се личи во Штип, би сакале да објавиме дел од нашата програма поврзана со образованието. Имам пријатна можност и задоволство да најавам неколку мерки во областа на образованието, што се интегрален дел од новата политичка програма на СДСМ. Во овој момент, во делот на образованието се разработуваат повеќе проекти во 20 области за создавање услови за поефикасно и помодерно образование. Овој дел од програмата е насловен да инвестираме во иднината, а не во минатото. Имајќи ги предвид лошите состојби во образованието денес, стратешки цели и приоритети на владата на СДСМ во оваа област ќе бидат: подобро менеджирање со образовните институции и ресурси, креирање конкретни политики за изградба на модерно образование, заштеди во буџетот за образование и пренасочување на средствата во проекти со повеќе наменски, образовни и социоекономски цели, поддршка на наставниците во изградба на нови генерации здрави личности. Наместо политика на квази владата на СДСМ во образованието ќе воведе политика на наградување и мотивирање на наставниците и училиштата. Денес ќе најавиме 5 нови мерки кои се дел од политичката понуда на СДСМ. Првата мерка е постапно воведување задолжително предучилишно образование од 4 до 6 годишна возраст. Ова мерка има повеќе наменски цели. Втора мерка е укинување на екстерното тестирање. Ќе се укинат казнените одредби од законите, како и оценките од ваквото тестирање. Истовремено ќе се воведат награди за најдобрите училишта според остварените резултати. Трета мерка е поголема грижа и заштита на наставниците и нивна мотивација наместо притисок и инспекции како во изминатите години. Ќе воведеме нови звања за наставниците во основното и средното образование. Четврта мерка е можноста на најдобрите дипломирани студенти на сите државни универзитети да им понудиме вработување како наставен кадар во период од 4 години и гарантирано работно место во образованието. Пето, ќе создадеме нов сектор во Министерството за образование и наука за мултимедија и електронско издаваштво. Најголем дел од учебниците и другите помагала ќе бидат целосно достапни во електронска верзија. Еве, ова се дел од новостите од програмата за образование како политичка понуда на СДСМ. Ова се само 5 мерки. Секако доколку Социјалдемократскиот сојуз добие чест и шанса да ја води нашата земја, има намера да реализира преку 200 проекти од областа на образованието. Овие проекти веќе се работат, најголемиот дел уште од почетокот на декември почнуваат со детална разработка. Образованието е темел на нашата иднина и сме посветени целосно во креирање на план за вистинско образование за сите граѓани на ова наша Македонија. Благодарам, повелете доколку има одредени прашања, се разбира на темата. Во областа на економијата веќе имаме објавено неколку мерки, веќе објавиме уште неколку. Прво, даночниот систем е многу важен, заради тоа што ние непоколебливо веруваме дека мораме да ги избалансираме состојбите во нашето општество. Предложивме мерки кои што пополека ќе ја враќат средната класа. Данокот на додадена вредност и 15% враќање на тој данок на додадена вредност од сите граѓани е многу значајна мерка, која што пушта 130 милиони евра годишно пари назад кон граѓаните. Тоа се од 15 до 30.000 денари годишно просечно за семејство. Правичниот данок на персоналниот доход исто така многу ќе придонесе во балансирање на состојбите во социјалните слоеви во општеството. Вистинска можност за бизнис секторот кој што ќе ги добие сите бенефиции и стимулации, но поврзани со нови работни места, со поголеми плати за вработените. Конечна цел ни е работникот или новото работно место. Од ослободување од данок на добивка за секој 50 нови вработени, од директно ослободување од плаќање на ДДВ и персонални даноци доколку извозно ориентирано или згрижува повеќе од 50 млади луѓе. Мерките се цела лепеза која што на вистински начин ќе дадат придонес во нашето македонско општество. Конечна цел е секако да не ни заминуваат младите од државата, овде да најдат мегдан, да достоинствено заработуваат, ама и плата која што ќе гарантира достоинствен живот. Такви мерки веруваме дека ова наша Македонија има ресурс да ги спроведе и доволен капацитет и сме убедени дека може и пострекно и поубаво да се живее во ова наша Македонија. Сите од овие мерки се издржливи,
се добро пресметани и математички покажани како може да бидат спроведени. Ќе ви кажам дека социјалната пензија Република Македонија, тоа е државната социјална пензија, ќе ја кошта некои 6 милиони евра. Тоа е еден споменик во Скопје. Зголемувањето на социјалните помошти, дефинитивно државата може да ја чини со добра, активна политика на вработување на најзагрозените граѓани, каде што државата ќе ги користи сите своји капацитети. Државата може да ја кошта или да ја чини не повеќе од 60 до 70 милиони евра. Годишно во оваа наша земја се трошат преку 180 милиони евра непродуктивни расходи. Капацитет има, прашање на политичарите дали сакат тој капацитет и ресурс на државата да го впрегнат кон подобрување на квалитетот на живот на сите граѓани. Во делот на пензионирањето го враќаме и стажот за пензионирање. До сега сите со 64 години одат во пензија, а жените на 62 години може да изберат дали ќе одат во пензија. Ние плюс воведуваме можноста со стаж да се оди во пензија. 35 години за жена, 40 години за маж. Значи жените, еве како вас, на 35 години стаж, без разлика на годините на старост, доколку одлучат, може да одат во пензија. Тоа дава таа лепеза на фер општество, на праведно општество. Сигурно текстилниот работник ќе одлучи да оди во пензија, можеби на оделенскиот наставник нема да одлучи, но тоа ја дава демократската можност на избор која што треба оваа општество да има.